Вечерашниот соговорник во тренинг е автор на музички видеоспотови, краткометражни и долгометражни филмови. Дел е од авторската екипа на Омнибусот Скопје Ремикс, која доби специјалната награда за иновативност на фестивалот Балкански филм во Подградец. Неговите авторски дела се прикажувани на повеќе фестивали дома, но и во светот. Добре ден за Јане Алтипармаков. Здраво, фала ти за поканата. Алтипармаков, како се доживувате вие? Како историолог, музиколог, режисер? Така. Па претежно се доживувам како филмски работник, тоа ми е и официјалното звание, аз дипломира филмски ТВ режија на Факултетот за драмски уметности, така да претежно се доживувам како филмски работник кој што има голема љубов кон музиката, навистина многу сакам и музика, од секојаш слушам музика, баш онака од мал, опколен од плочите на моите родители, така да таа комбинација на љубов кон музика, активност на музичката независна сцена и плюс моето филмско образување, валјда ја направија таа комбинација да имам изразит осет и да речеме љубов некоја кон музичката сцена и затоа тој дел, тој аспект го бирам како дел од филмското творештво. Во каков филм живееме? Па не живееме во добар филм, баш живееме, мене ми се чини у некој напет, лош, психоделичен филм, ај така да кажам. Наискрено. Иако не е се толку лошо, има и добри аспекти, нормално живење во тука, али може да биде многу подобро. Каква е вашето видување за тоа дали ние имаме стратегија подолгорочна во делот на културата, концепт кој знаеме каде треба да се инвестира во културата, каде сме добро ја водиме? Па, ми се чини дека немаме баш добра стратегија, вака како текст напишан збор можеби работиве не делуваат лошо, делуваат исправно и се, ама тоа спроведено пракса никогаш не е така. Мислам дека немаме сериозна стратегија, одамна е тоа проблем, значи со децении е проблем. Многу луѓе се разочаруваат од културна фела, особено од филмскиот свет, ја напуштаат оваа дејност или се оцелуваат од државата или прават нешто сосем трето, така да губиме еден добар, образован кадар. Тоа е се резултат на немање вистинска стратегија или пак на убав пишан збор, али на неспроведување доволно пракса као што треба. Јас се надевам дека тоа ќе се среди, кога не знам. На секои неколку години очекуваме некаква квалитетна промена, тоа за жал не се случува баш така брзо, али ми се чини дека културата веќе е дојдено не на 5 до 12, туку е 12 и 20. Зошто културата е на маргините? Културата е на маргините зашто ми се чини дека Македонија по осамостојувањето не го свати оној концепт што поранешната СФРЈ го имаше укапирано уште у 50-тите и 60-тите години, а тоа дека културата е многу битен аспект, а за некој работи главен амбасадор на една земја. И Македонија тоа не го свати како независна држава, ништо посебно не успеа да вложи. Луѓе во тука сакаат уметност, сакаме уметност и едно време бевме доста активни, зборам како една поширока сцена, ама кога не се вложува, кога се нема стратегија, таа некоја сцена без разлика независна културна сцена се танчи, знаеш, се намалува. Така што Македонија од X причини не го свати тоа, не ја научи лекцијата од СФРЈ. Гледам дека нашиве соседи малку подобро се снаоѓаат, особено во филмскиот аспект, да не речам една Србија, едно Косово, Хрватска, они работат интензивно, творат, се дешаваат ствари. Тука некако се е замрено и претпоставувам дека еден ден некој може и ќе свати дека е направена кардинална грешка. Се надевам дека тоа ќе се случи побрзо, за да можат работите колку толку да се исправат. Нас дефинитивно на културен план, а мене ми се чини на по-генерален општествен ни треба еден сериозен рестарт. Бидејќи без тој рестарт не знам каде би отишле. Многу од нашите домашни и странски филмови, филмски проекции, нивниот век завршува тука. Имаме квалитетни продукти, меѓутоа зошто тие филмски проекции не знаеме или не умееме или немаме можеби капацитет дома да ги во странство повеќе да ги
промовираме? Ми се чини дека има некој помак последниве години, се случија неколку проекти кои што има, да речеме, одјек во европската па и во светската јавност. Ете, драгиот колега Ѓорче Ставревски со Исцелител имаше еден навистина пристоен успех по европските фестивали па и по светските. Тамара Котеска исто со филмов направен заедно со низиниот партнер Љубо Медена земја стигна и до номинација за Оскар. Така да има уште неколку други примери, ама ми се чини дека треба уште повеќе. Промоцијата ни е слаба страна, маркетингот ни е исто релативно слаба страна и пред се дистрибуцијата. Има некои луѓе кои што се обидуваат на тоа поле да ги мрднат работите, се надевам дека ќе успеат. Треба уште повеќе да бидеме присутни и ми се чини да бидеме малку похрабри во изборот на проекти и во начинот како ќе присуствуваме во европската и во светската јавност, бидејќи работите... Како да се подобри дистрибуцијата на македонскиот филм? Така. Мислам дека треба да има повеќе луѓе што се задолжени за тоа, да се оформат повеќе тимови и така има многу филмски работници и филмски дејци кои што немаат константна работа и би можеле евентуално да се најдат во некои такви тимови. Значи малце повеќе да се окрупнат тие менаџерски екипи и да се вложи во нив, да се создадат повеќе продукции кои што ќе бидат и дистрибутери и промотери, не само производители на едно дело, и со таков некој, да речеме, ланец на дистрибуција, евентуално би можеле да стигнеме некаде. Не верувам дека би можеле да им компарираме на Србија или на Хрватска, али да бидеме тука некаде со нашите директни соседи како Косово и Албанија и да бидеме и на тој начин присутни на светскава или барем на европскава мапа, филмска мапа. Алтипа Марков, Сива зона, подолг период работите на овој долгометражен филм. Насловот помалку изгледа предизвикувачки. Сива зона. Така. Живееме во сивило? Живееме комплетно во сивило и тоа одамна е така според мене. Јас се сеќавам дека во 90-тите години еден од првите омнибуси што се појави на тогаш независната македонска сцена беше омнибусот Светло сиво на Срđan, на Дарко и на Александар. И ние останавме тоа сивило. Знаеш, некако од естетско веќе стана и сериозно, како да кажам, финансиски, па и културолошки секакво сивило. А да се навратам на проектот, проектот е фактички идеја на еден мој драг пријател со кој што соработувам веќе некое време, тоа е Радко Букшич и заедно со Александар Касапинов имаат продукција со која што веќе неколку години имам можност да соработувам. Идејата е да се направи еден филм кој што би бил наречен Сива зона и би бил базиран на роман на еден познат хрватски писател, али ајде да не откривам се уште многу, а во суштина се работи за еден психолошки трилер за еден полицаец од Балканот кој што успева да открие, за жал да западне во една сериозна мрежа на корупција, на мито и на мафијашење. И мислам дека е тоа доста актуелна тема, не за сега сите, романот е многу убаво напишан, има доста изнијансирана психолошка нишка, така што се надевам дека еден ден ќе стигнеме и како продукција, ќе стигнеме на некој ниво да можеме да го реализираме, бидејќи гледам предизвик во тој проект, не само што ме интересираат психолошки трилери, бидејќи тука може многу интересно да се игра со тој меѓучовечки аспект, тука ме интересира и тој, она што ти го споменав, тој аспект на актуелност, бидејќи тука во на Балканот се гушиме од некоја корупција, од некој мито и тоа мислам дека не е лошо да биде обработено во некој филм. Ја би го направил тоа. Се надевам дека ќе успеам. Прогресот е само и исклучиво во новото, различното, посебното. Ова е ваша констатација. И длабоко сум уверен во тоа. Не постои друг начин за човек и лично да се менува, ама и целото општество да се менува и да оди на подобро. Без промена нема прогрес, мислам можеме и филозофски тоа да го дискутираме, уште од антиката има таква филозофија, можеме марксистички да го дискутираме, а можеме и едноставно психолошки и емотивно да го дискутираме, значи оној што ќе заглави и ќе остане на некое ниво, едноставно паѓа во апатија, без разлика дали е единка или е општество. Ние и како општество и како единки сме заглавени и затоа мислам дека ни треба една промена кон нешто ново, прогресивно, треба да се закачиме на некои прогресивни текови, малце да ја оставиме историјата. Мислам дека сите на Балканов боледуваме од премногу историја во нашите животи и во нашите општества. Треба малце да се тргнеме на страна и да сватиме дека треба да се менуваме,
бидејќи светот се менува и само таму лежи вистинскиот прогрес. Ако велите дека сме заглавени во историја, зошто се фокусираме се уште или се навраќаме кон минатото, а не гледаме кон иднината? Така. Па не знам, можеби бидејќи не сме го... Зошто има потреба да се преиспитуваме? Така. Па можеби зашто сме длабоко несигурни во себе. Како нација, не го сакам многу тој збор, ама ајде така ќе го дефинирам. Несигурни сме во себе, не сме поминале некои битни етапи од историскиот развој, не сме доживеале просветление, не сме имале некои битни револуции кои што ќе не однесат напред. Така што жртви сме на некои историски специфики кои што се карактеристични за овој дел од, да речам, од Европа, од светот, ама на крајот на денот веќе сме влегле у 21 век, Отоманската империја одамна ја нема. Мислам дека треба да расчистиме со таа кочница, со таа временска капсула што не враќа назад цело време и едноставно да се отвориме кон светот и да сватиме дека не сме ништо ни полоши, а ни подобри. Едноставно сме такви какви што сме. Имаме некој елемент кој што е прогресивен и треба многу повеќе да се фокусираме на тој елемент, да ги оставиме другите работи назад. Ама патриархалното воспитување, немањето доволно интегритет и желбата да се живее во една конформистичка зона, а така нареченото патриархално семејство и организираната религија многу добро го нудат тоа, мислам дека не ставаат во некоја апатична состојба. Хопс рекол човек на човек волке. Да. До кога ќе живееме во ваков поларизиран свет? За жал се согласувам со Хопс, мислам дека сме како луѓе, дали ради его, дали ради некој чуден ген, да не одам во тој дел од муабетот, најверојатно сме заглавени повеќе во непријателство едни кон други, место во разбирање и во ценење на разликите. А се што треба е само да прифатиме дека сме човекот е уствари парадокс. Знаеш, истовремено сме и многу различни од другите, ама сме и многу слични, да не речам скоро исти за многу работи. Треба да го прифатиме тој парадокс и да не мислиме дека разликите кај другиот не прават непријатели, туку едноставно не прават само поинакви и преку тоа прифаќање би можеле да одиме напред. Значи да не ги гледаме разликите како негативности, како непријателство, туку како начин да се оди понатаму, бидејќи разликата лежи во егото, а суштинската енергија на човечкиот род е иста. Според мене, тоа е некоја универзална душа, духовност. Има ли нешто што денес може да ве насме од срце? Да, најверојатно, можеби некој муабет со некои блиски луѓе или евентуално ако погледнам некој скеч од, не знам, Монти Пајтон или некој забавен ситком, тоа може да ме насмее, наискрено, ама се поретко се случува онака од срце да се насмеам во меѓучовечките односи, во меѓучовечките муабети. Тука, претпоставам, сите сме у некоја блага депресија и треба само да го гледаме поише на позитивното околу нас и, како што кажа ти, почесто да се смееме. А дали е тоа предизвикано од ситком или од некаков муабет у кафич, на крај на ден не е ни битно. Битно да ја вадиме позитивната страна од нашите личности. Благодарам за разговорот и за гостувањето во емисијата. Ти благодарам тебе, ми беше задоволство, една прекрасна емисија, редовно ја следам и навистина сум благодарен што сум дел од овој концепт. Благодарам.